Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Добро утро одовде и од нас. Време е конечно и ние да стартуваме 7 часот 30 минути точно колку сме точни. Со оглед на тоа што надвор ни врне дожд во текот на ноќта и така се разбудивме, едноставно е предизвик денес да се стаса било каде навреме, но тоа не е случај и со нас. Ја започнуваме утринската на Радио 2 со позитивна енергија, без разлика на она што се случува надвор. 17 степени во моментов во центарот на Скопје, тука некаде и низ вашите градови, може би малку повеќе, може би малку помалку, но за она кое што за денес беше најавено е дожд скоро насекаде. Но да не дозволиме дождот да ни го расипе расположението, подготвивме многу интересни информации за вас, утрински информации, динамични содржини и имаме една интересна гостинка. Содржини за кои што веруваме, но и ветуваме дека ќе го подигнат вашето расположение наспроти она кое што го гледате надвор низ прозорецот. Без оглед на тоа дали сте се уште дома, така комотно во пижамчиња и слушате Радио 2, дали сте на своето работно место веќе пристигнати или заглавени во утринскиот собраќаен метеж во Скопје, верувам дека заедно ќе го фатиме ритмот на утрото, ќе ја разбудиме љубопитноста кај сите нас за докажување дека добриот разговор и вистинската фреквенција можат да го направат почетокот, односно стартот на денот многу поубав и многу полесен. Останете со нас. Добро утро, 17 степени Целзиусови, дожливо во Скопје и сообраќајно хаотично утрово. Стартуваме со утринска на Радио 2. Степени во центарот на Скопје, ама она кое што ме расположува е дека утре ќе имаме прекрасен сончев ден. Значи нашите надежи се за утрешниот ден дека ќе биде подобро. Само денеска дожд. Само денес и во сабота. Значи утре ни прави една мала пауза, сончева, 29 степени, а до сабота повторно се враќаме на чадорчето, што е тука. Едноставно пролет знае да изненади и позитивно и негативно. Сега дали ова го земате како негативно, не сум сигурна. Постојат луѓе кои што уживаат на дожд и не им прави разлика. Тоа веројатно не се оние кои што во моментов треба некаде да патуваат. Но без грижа, ве дружиме се до 8, ви помагаме да ја пребродите гужвата која што се создава после две капнати капки во главниот град. На тема сообраќај имаш ли информација што е она што утринава вреди да се издвои, каква е состојбата? Мислам дека евидентно е каква е состојбата со оглед на тоа што ни се жалат луѓе дека едва се стасува да иднат до друга точка. Да, страв ми е да погледнам и Google мапата што се случува. Во Скопје секој ден е динамично, особено во овој период од 7:30 па до 8 часот, па кога имаме и уште вакво дожливо утро, тогаш на вистина треба челични нерви, малку поголемо растојание меѓу возилата и многу трпение. Секако тоа не е само случајот во Скопје, во моментов треба внимателно да возите и на државните патишта, бидејќи коловозите се влажни. Немаме гужви на граничните премини во овие моменти, тоа го гледаме и преку камерите од јавното претпријатие за државни патишта, така да посакуваме среќен пат каде и да одите утрово, бидете внимателни. Ако сте заглавени во Скопје, пишете ни на Радио 2 МРТ на Facebook и на Instagram, каде тапкате во место во моментов, каде слушате Радио 2 и колку би закасниле на работа, колку ќе задоцните на работа, за да ние тоа го најавиме на вашиот шеф или на вашите колеги, ако не слушаат во овој момент. Добро утро. Значи, слушнавте, утринскиот асфалт бара трпение, но затоа пак попладневниот асфалт денес ќе бара брзи патики и добра енергија. Имено денес, 4 јуни, бизнис заедницата ги собликува одделата, ги остава лаптопите настрана и излегува на трчање. Точно во 18 часот стартува големата бизнис трка, која е совршена можност за зајакнување на тимскиот дух,
Дружењето со колегите надвор од канцелариските ѕидови, но и одлична промоција на здравите животни навики кај вработените, па и ако вашиот тим е од дел од целата оваа приказна, останува само да кажеме дека ве бодриме од се срце и посакуваме до крај на денот да ни заврши дождот, за да има убави услови за оваа трка. Ќе заврши. Така е најавено дека ќе заврши без грижа, се оно кое што сте го планирале, ќе може и да го изреализирате. 7 часа 34 минути, ова е Радио 2. Првата информација беше за трчање, за вежбање, за патики, но вторава информација, која што исто така доста важна, и за сите вас кои што дома имате миленич, односно дома имате мачка. 4 јуни е светскиот ден за гушкање на вашите мачки. Ако тоа досега не сте го направиле, невозможно е да чувате мачка да не се гушкате со истата, затоа што и како знае да се пикне под кожа и да намами од вас неколку допири, а верувам дека доколку си го обожавате вашето милениче, како што всушност и сите оние кои што чуваат си ги обожаваат, денес е денот кога дополнително ќе треба да им посветите внимание и доколку не слушате во моментов, покрај нозе ви се шутка вашето крзнено пријателче, веднаш зграбчете го и подарете му малку екстра љубов, а нас може да ни пратите и фотографија. Да, Зорка изгледа, еве ни го видеото, нашите слушатели се чекор пред нас. Будно ги следат светските трендови, не треба нели да ги подсетуваме, еве веќе гледаме една убава утринска демонстрација на љубов во комбинација со Радио 2 и благодариме што е тоа така. Утрово исто така не следите и во живо на Facebook, а време и за музика, 7:36. Па да, мислам дека си во право. Беа тоа првите сервисни информации, светски ден на, како беше денеска, на галење, ајде така ќе на мачето. Може. Duša gnef i nevolja se ljuti vara u tega te ubita ljubomora ko Adam sum i ne možem da izdržam a da ne probam bo ti je uzni bela moja bela bela ne 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 a ne 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 pak i natera le 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 a ne 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 a ne 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 za tebe pak ja pravam se a le 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 bukaju me ne rani me na telo tragi od tebe moja bela bela moja bela si si nervozna, bo duša gnef i nevolja se ljuti vara u tega te ubita ljubomora ko Adam sum i ne možem da izdržam a da ne probam bo ti je uzni bela moja bela bela ne 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 a ne 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 pak i natera le 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 a ne 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 a ne 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 za tebe pak ja pravam se a le 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 bukaju me ne rani me na telo tragi od tebe moja bela bela moja bela si za se koga to što go praviš namerno to jaz po tebe tragam uporno to pak me lažeš iskreno sada srce kameno a slatka si koga si nervozna bo duša gnef i nevolja se ljuti vara u tega te ubita ljubomora ko Adam sum i ne možem da izdržam a da ne probam bo ti je uzni bela moja bela bela ne 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 a ne 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 pak i natera le 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 a ne 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 a ne 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 za tebe pak ja pravam se a le 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 bukaju me ne rani me na telo tragi od tebe moja bela Зорица ми се смее дека сум ја знаел песната. Јас не сум генерација Z, ама имам право да ја знам оваа песна и имам право да снимам рилови. Ако не сум генерација Z, еве и колегите од режија велат така е. Така е. А пред убава песна си, убава песна, нема врска годините. Нема генерацијска разлика за убава песна. Мислам дека оваа која што ја слушнавме, вистински избор ја знаат од 7 до 77, а и под 7 ја знаат. Така. Пред да продолжиме со денешната содржина, би сакала да направиме еден мал блиц на ретроспектива што на што се случуваше
вчера, доколку по некоја случајност вчера не бевте можност да не следите, а и не отворивте социјални мрежи, што ми е некако невозможно и не ми се верува. Еве се она кое што вчера го правевме, односно како се дружевме спакувано во неколку секунди. Колку помалку млеко има во сирењето, толку подолг е животниот век на македонскиот граѓанин. Јуни 2026. Производителите на сирење деновиве има успешна акција, знаеш, слушна, Добро. за намалување на холестеролот на граѓаните во Македонија. Так, добро. Да. Наместо опасните 20% млечна маст, во нивното сирење е пронајдено едвај 1% маст. Вау! Што значи тоа Ние за сме нас? среќни луѓе. Знаеш што значи тоа за нас? Спасени сме од инфаркт. Производителот свесно одлучил да не излаже за декларацијата за да ни го спаси животот. Замислете каква хуманост. Наместо да ги затнете артериите со мрсно сирење, тој ви подметнува диетална вода во цврста состеба. Направи Владко од Велес, наш редовен слушател. Што јас на слушалките имам рокчиња, Ване. Или изгледаш како да си испила цел бокал кафе одеднаш. Ама изгледам таму како нешто да ти привикувам, а ти како добро, Зорче, дали така ме доживувате? Се чувства некоја ѓаволска енергија. Се чувства некоја ѓаволска енергија. Кој тоа ја чувства таа ѓаволска енергија е по-доброто прашање? Само јас се насмеав пред да продолжиме понатака, сум кажал место 1%, 1%. По-добро. Супер. Одиме понатака. На вие му се обрати на процентот, Да. ама нема врска. Продолжуваме со нашата рубрика Среќни вести. Не знам дали знаете дека денес градот Скопје обидува семафори за среќа. Што? Ако не знаете, овие семафори светат зелено секогаш кога ќе забележат возач кој што пее во автомобилот, а доколку ви е пуштено Радио 2 и фатите добар ритм, сите семафори се отвараат како со волшебно стапче. Затоа, ако во моментов сте заглавени никаде во сообраќајен метеж, а сигурно сте, запете си гласно, затоа што денес сообраќајната полиција казнува само за лошо расположение. Колку ова би било добро, ако е така. Ова беше од Скопје. Да? А следната срекна вест ни доаѓа од Битола, поточно од Широк Сокак. Битола да ја заборавиме. Битолчани вчера го соборија светскиот рекорд за најбавно и најелегантно пиење кафе кое траело неверојатни 8 часа. И тоа Цело само работно време. со еден филџан. Нема шанси. УНЕСКО веќе размислува да го прогласи Широк Сокак за заштитена зона за спокојно пиење кафе. Па, драги мои битолчани, секако знам дека не следите ова утро и не слушате, ке ве поздравам. Вие навистина знаете да уживате во секоја капка кафе, јас тоа го потврдувам. Очигледно, времето во Битола Зорке не се мери во саати, туку со тоа колку пати ќе го видите истиот човек додека пиете кафе на Широк Сокак. А знам дека утрово не слушаат многу на Широк Сокак, така да ќе им посакаме добро утро и благодариме што сте со Радио 2. Сите знаеме дека кога патуваме или живееме во странство, покрај семејството и пријателите, најмногу ни недостасува што, Ване? Што ни недостасува најмногу? Не знам. Домашната миленичиња, ама и домашната храна. Храна. Јас ќе кажев прво храна, не ми се верува, добро. Добро, па како си фит, не мислев дека прво ќе ти текне на храна. Нашиот колега Тик-так Селма директно од Порто не носи на прошетка низ тамошните народни кујни, каде што изборот на свежа храна, морски плодови и месо е секогаш огромен. Но тој сепак има еден голем проблем. Очено му недостига едно јадење кое тука во Македонија најчесто го јадеше. Да видиме за што станува ствар. Ако една работа многу ми недостасува од Македонија, тоа е пилешко во разни сосови. Како што можеш да видиш овде од приложеното, изборот на храна тука е малку појутко. Постојат едни работи кои што се така наречени народни кујни, во кои што има огромен избор на јадење и храна од која што можеш да си избереш и да ја однесеш таму да ти ја испечат. Сега што се случува? Јас сум научен на нелиона кај нас пилешково бел сос, пилешково кари сос, пилешково ваков сос, пилешково амаков сос, а тука такви сосови нема, што за мене реално представува сериозен проблем. Така да, првото наредно доаѓање дома, од тебе очекувам да не однесеш на некое место каде што може да го вкусиме она традиционалното македонско пилешко во некаков сос. А до тогаш јас ќе уживам во португалско црно.
искрен да бидам, ни ово португалско црно гравче на крај не изгледаше толку лошо. Зашто таа фаца? Ако треба да бидам искрена, мене воопшто не ми изгледаше симпатично. Затоа си кажа тик-так во прилогот и во неговото јавување од Португалија. Од мене очекува да го носам ете некаде. Ти си фит, ќе го однесеш некаде, нема да се најде како што треба. Ако Некој кажеш салатки. трет пат дека сум фит утрово, ќе ти наплатам за реклама. Време е за музика, 7 часа 44 минути, звук што се гледа, утринска на Радио 2. Што го чувствувам секој ден, за секогаш. Јас имам само еден живот, една љубов, безброј правила. Еден живот, една песна, недопеана. Долго време барав начин да заборавам на тебе. И после сите други ти живееш во мене. И кога ќе те видам пак, ти правиш да сум друга. Ново глава врти глас и повторно сум луда. Јас имам само еден живот, една љубов, безброј правила. И имам само еден живот, една песна што ме тера да ја пеам, да ти кажам преку неа. Само еднаш сакаш без да знаеш, нема правила. Јас имам само еден живот, една песна. Со денови и години, го слушам твојот глас и панично се будам. Не знаеш ти, не знам ни јас, што се случува, штом сакам да си тука. И кога ќе те видам пак, ти правиш да сум друга. Ново глава врти глас и повторно сум луда. Јас имам само еден живот, една љубов, безброј правила. И имам само еден живот, една песна што ме тера да ја пеам, да ти кажам преку неа. Само еднаш сакаш без да знаеш, нема правила. Јас имам само еден живот, една песна, недопеана. Вака ќе ја почнам најават. Добро утро. Ако мислите дека во Скопје ништо не се случува, веројатно не сте се обиделе да најдете паркинг место, да завршите работа во некоја институција или да откриете ново место за ноќен живот што во меѓувреме не е затворено. Во град каде што зградите никнуваат побрзо од дискотеки, а редовите важат за сите освен за тие што се само за да прашаат нешто, материјал за сарказам има на секој чекор. Пред да кажеме добро утро, со едно видео ќе најавиме нашата гостинка денеска во Звук што се гледа. Сега кога затопли, ми е страв да отворам прозор, да не фрли некој лопата песок и да почне да гради зграда, додека во ходник со 4 жмигавци некој дошол само да праша. Фала многу пријатно. А денеска во студиото ни гостува дамата која што ни докажува дека за добар и моќен медиум, се извинувам, добро, две камери, ние од радио не сме научени, која што ни докажува дека за добар и моќен медиум не ви требаат стотици луѓе и милионски буџети, туку само една силна идеја и многу емпатија на нашето жешко столче ова утро со брзи прашања. Денес имаме Теодора Цветковска или попозната како Анекта. Добро утро, добре ни дојде. Добро утро. Како Дебрмало до центар? Многу тешко за малце ке немавте гостинка, ке се јавев телефонски да ви кажам, фала многу пријатно. Радио Слободна Европа во Прага или собствено студио во Скопје? Собствено студио во Скопје или регионално во Белград. Што е потешко, радио новинар или подкаст истражувач? Да се најде такси или превоз да се дојде на вашата утринска, тоа е најтешко. И вие што работите на утринска, како станувате
ако слушаат од раководство, Добро. нека ви ги покачат платите. Што одзема повеќе нерви, интервју или монтаж? Монтажа, особено ако не се сложувате со монтажерот, а интервјуто само одзема повеќе време, подготовката, нели? Колку пати бебето заплакало среде снимање на Анекта? Многу, ама гледаме да снимаме кога не е дома. Машкиот пол во твојот живот, нема да навлагам во детали, е подобар во кујна или во монтажа? Во монтажа, затоа што за тоа е самоук, иако не е тоа Аха. професија, а за во кујна јас не давам да готви никогаш никој друг освен мене, затоа што многу сакам да јадам и многу сакам да готвам. Дали Анекта е подкаст или тврдоглаво новинарско, тврдоглаво независно новинарство? Ајде така. Секогаш тврдоглаво драчевско новинарство. Кромидарско, значи. Кромидарско, да, тој инат. Така. Што е потешко, да расплачеш гостин или да го натераш да ја каже вистината? Секогаш да ја каже вистината, да го расплакаше лесно. Кој е главниот Немој чичо? да ме расплакуваш. Нема. Кој е главниот чичо на кого му е посветен настанот? Не е никој толку важен, само еден чичко да е. Компилација од повеќе чичковци е така што доколку се станат и утрово и гледаат да ги поздравим. Каков вкус има коктелот машки солзи, кисел или горчлив? Би рекла дека е на база на водка, колку што знам, а доколку сакате да го пробате, па и вие Зорка го има пробано, дојдете на настанот, не е така чичко срамота. Дали најотровните коментари ги пишуваат мажите или жените? Мажи, но би рекла дека ми е малку срам и жал што и жените не заостануваат од тие коментари. А која човечка судбина ти ја донесе најголемата гледаност? Мојата фала многу пријатно. Добивав награди, работев на телевизија, бев и во Прага и на размена во Америка и станав нашата позната инфлуенсерка. Тоа ми беше судбината. Пари или чист ентузијазам, што ја држи Анекта во живот и со толку креативност? Ентузијазам и нели малку пари да имаме достоинствен живот. Каде ги потроши парите заработени до сега од подкастите, на кафе или на плаќање сметки во држава? Бидејќи се уште бев на породилно, веројатно на памперс. Кој е најпосекуваниот соговорник за следно интервју, освен јас и Зорка секако? Тоа вие секако туку сега да видам како лайф коуч, манифестирам еден гостин, ама ако го кажа можеби нема да се исполни, така што да ги изненадиме гледачите кои би бил. Добро. Што е посилно оружје против интернет навреди? Тужба на суд или рецитација во живо? Јас би рекла дека прво може малце да порецитираме, нели? А потоа додека сите се смеат и оние што пишуваат лоши коментари, па да им стаса и една тужба, бидејќи кај нас законите се добри. Сега за праксата да не навлагаме, немаме толку време, треба да се одјавувате, ама може и тужба, секогаш може и тужба. И каде ќе ни биде следниот настан, каде ќе те видиме следно, што се случува, деновиве. Да. Ќе снимаме нешто, ќе се видиме некаде. Не така чичко срамота, се одржува. Јас. Добро. Каде се одржува? Во кафе бар Љубов од Добро. 20 часот, така што ги поканувам сите, веќе не знам ни што ме прашуваш, затоа што од тука одам на нешто друго. И веројатно и на Звезда Гранда ќе ме видите за извини некој што ден. те поканивме да ни дојдеш во емисија сега. Ама кафе не Јас ти сама дадовме. си побарав. Зорица, доаѓи ваму, имаш 20 секунди време да промениш позиција со Анекта и да ја одјавиме емисијата. Благодарам многу за Фала. гостувањето и тоа што ни беше дел од звук што Фала се гледа. многу, пријатно. Фала многу, чао. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Назад да си се вратиме, како што си треба, си изнасмев многу сладко од онаа страна. Пари или чист ентузијазам, што ја Ај држи сега Зорка мене во живо? не, тие прашања мене одговарај. вака порано поставале не. Тука ќе ти гостувам на нешто. Кафе со шекер или без шекер? Кафе без шекер, тоа е секогаш праване. Кафе без шекер секогаш. 7 часот 53 минути завршуваме со ова прво издание на Звук што се гледа и на утринската програма на Радио 2. Колегата Тик Так веќе во Португалија ни е подготвен да ни се јави, сигурно таму имаат сонце утрово. Па ќе провериме, мислам дека е таква временската за Португалија. Португалија 97% од времето е сончево, тие 3% Тик Так се жали колку му е тешко да дојде малку да се поврати назад до Скопје да види колку е тешко да се функционира кога има дожд, но се надевам дека денес барем за малку и барем за кратко ви го олеснивме утрото.
Еве сонце. Види ни ја колешката Симона кога ќе се насмее колку е убава и Ете, се сонце. осветлува, а драги месечина нека биде да не се Оти Има надува. една Поздравена, песна за нив, сонце и месечина. Поздрав колеги. Поздрав и до вас. Драго ми е што вака се дружиме утрински и што имаме фина, убава комуникација и нам ни е полесно, нели? Апсолутно, што да. повеќе тоа подобро. Добра и- енергија од Апсолутно. девета студија и ви благодариме што ни дозволивте ние да го испиеме нашето второ јас, драги трето кафе. На рад. Така што продолжуваме со утринската програма Македонија наутро.